Добре дојдовте во училницата по предметот геодетски мерења за втора година. Денешниот час го следите со мене, професор Марија Ковачевска од Средното општинско училиште Нико Нестор од Струга. Денешниот час е насловен како примена на синусна теорема, при што ќе се подсетиме на основниот услов на примена на синусната теорема за решавање на триаголник. Ќе објасниме 3 можни случаи на примена, но подетално ќе зборуваме за првиот случај на примена, при што ќе решиме и конкретен пример. Најнапред да се подсетиме. Напишете ја формулацијата за синусната теорема. Нејзе ја споменавме минатиот час. И ако го запишавте ова, формулацијата е точна. Кои елементи од триаголникот треба да се измерени за да може да се примени синусна теорема? Овде станува збор за основниот услов за примена на синусната теорема. Односно, треба да имаме измерен агол и страна наспроти тој агол, а третиот неопходен елемент може да биде било кој агол или било која страна од триаголникот. Веќе рековме, денешниот час е посветен на примената на синусната теорема и затоа ќе почнеме од неа. И уште еднаш, синусната теорема гласи однос на страната и синусот на спротивниот агол во триаголникот е секогаш ист и еднаков на диаметарот на опишаниот круг. И треба да ја запамтиме формулацијата, бидејќи во понатамошното решавање ја користиме постојано. Веќе споменавме дека ќе зборуваме за 3 можни случаи на примена на синусна теорема. Првиот случај на примена е кога имаме измерени 3 агли и една страна од триаголникот. Ако се подсетиме од минатиот час, рековме дека неопходно за решавање на триаголник е да имаме познати 3 негови елементи. Во случајов имаме 4 познати елементи. Во ваков случај станува збор за прекобројно мерење. Односно, неопходно за решавање е да имаме 3 познати елементи, а во нашиот случај се познати 4 елементи. Прекобројното мерење овозможува да се изврши постапка на израмнување, а постапката на израмнување пак ја зголемува точноста на пресметаните елементи. И за ова ќе стане збор повеќе понатаму од лекцијата. Вториот случај на примена е кога се измерени 2 агли и една страна. Но во секој случај треба да биде исполнет условот да имаме познат агол и страна наспроти тој агол. И третиот случај кога се измерени 2 страни и еден агол и повторно условот познат агол и страна наспроти тој агол. Подетално ќе зборуваме за првиот случај. И уште еднаш. Првиот случај во кој што се измерени аглите алфа, бета и гама и измерена страната А. Знаеме дека збирот на аглите во триаголникот, на внатрешните агли во триаголникот, изнесува 180 степени. Математичка законитост која што важи за секој триаголник. Во нашиот случај, аглите алфа, бета и гама се агли кои што се мерени. Секое мерење носи своји грешки.
Заради грешките кои што се јавуваат при мерењето на аглите, збирот на нашите агли, алфа плюс бета плюс гама, ќе се разликува од 180 степени. За да можеме да видиме колку изнесува таа разлика, најнапред пресметуваме збир на аглите, намерените агли од триаголникот. Рековме, заради грешки при мерење на аглите, овој збир ќе се разликува од 180. Но, за да провериме колку изнесува таа разлика, пресметуваме агловно отстапување кое што го бележиме со F бета. Во постапката на израмнување, агловното отстапување секогаш го одредуваме како вредност треба минус вредност мерено. Вредноста треба е теоретската вредност на збирот на внатрешните агли во триаголникот, односно 180, а вредност мерено е збирот на мерените агли во триаголникот за кој што рековме дека се разликува од 180 степени. Врз основа на отстапувањето се пресметуваат поправките за мерените агли во триаголникот. Постапката на израмнување овозможува да се одреди отстапување и врз основа на отстапувањето да се одредат поправките. Но, во нашиот случај имаме дека поправката ќе се одреди со тоа што отстапувањето го делиме на 3, односно со бројот на аглите во триаголникот кои што се измерени. Со ова овозможуваме секој од мерените агли да добие иста поправка. Односно, поправките ќе бидат рамномерно распоредени на сите 3 мерени агли. Ова е можно во случај ако аглите се мерени со иста точност. Што значи да се измерени со иста точност? Значи дека сме мереле со ист инструмент, со иста метода на мерење и во исти услови. Ако се сите овие работи исполнети, велиме дека аглите се мерени со иста точност. Кога аглите се мерени со иста точност, тогаш и поправките кои што ги добиваат ќе бидат рамномерно распоредени. Односно, вкупното отстапување, агловно отстапување F бета го делиме со бројот на аглите и секој од нив добива поправка. Користејќи поправката, ги поправаме сите мерени агли и добиваме секако поправени мерени агли, кои што во овој случај ги бележиме со алфа прим, бета прим и гама прим. Збирот на поправените агли во триаголникот сега треба да изнесува 180 степени. И тоа е првата контрола која што ја правиме за да се осигураме дека решавањето досега е во ред. Во понатамошното решавање на триаголникот ќе ги користиме поправените агли. Односно, сега во триаголникот ќе имаме познати агол алфа прим, бета прим, гама прим и позната страна А. Непознати се страните Б и С. За да можеме да одредиме како се пресметуваат страните Б и С, ќе почнеме од основната формула на синусна теорема. Најнапред треба да пресметаме колку изнесува константата М. За да можеме да одредиме константата М, мораме прво да видиме кои од елементите во оваа формула ни се познати. И почнуваме. Имаме позната страна А
имаме познат агол алфа, што значи дека вредноста М ќе пресметаме преку познатите елементи, страната А и аголот алфа. Во случај, ако тука ни беа дадени познати страната Б и аголот бета, М ќе го пресметавме преку нив. Или, ако беше позната страната С и аголот гама, повторно М можевме да го пресметаме преку нив. Што ме позната константата М, можеме да видиме како ќе ги пресметуваме непознатите елементи кои што ни останаа, односно во случајов страната Б и страната С. Од целосната формулација го извлекуваме делот каде што е страната Б, аголот бета, и од тука добиваме дека страната Б ќе пресметаме како М по синус од бета. И на истиот начин страната С ќе пресметаме како М по синус од гама. Сега во триаголникот имаме познати 3 агли и 3 страни, со што триаголникот се смета за решен. Но во геодезијата ништо не завршува додека не се направи контрола. Контролата во овој случај се пресметува како А еднакво на Б по косинус од гама прим плюс С по косинус од бета прим. Односно, кога ќе направиме контролата, треба да ја добиеме вредноста на зададената страна А. Ако овој израз е во ред и добиеме точни резултати, значи дека контролата на пресметувањата е добра, односно дека триаголникот е точно решен. Да решиме пример. Да се реши триаголникот ако се зададени трите негови агли и страната А. Значи, имаме триаголник во кој што ни се познати аглите алфа, бета и гама и зададена страната А која што изнесува 150,54 метри. Најнапред рековме правиме контрола на збирот на аглите во триаголникот. И во случајов имаме дека збирот на аглите на триаголникот изнесува 180 степени, 0 минути и 34 секунди. Следно што треба да пресметаме е агловното одстапување F бета, кое што го добиваме кога од теоретската вредност за збирот на внатрешните агли од триаголникот го земаме збирот на мерените агли во триаголникот и добиваме дека одстапувањето F бета изнесува минус 34 секунди. Знакот на одстапувањето, предзнакот на одстапувањето, го дефинира и предзнакот на поправката. Односно, ако одстапувањето биде со негативен знак, значи дека поправките ќе се одземаат. Како ги пресметуваме поправките? Рековме, одстапувањето го делиме со бројот на аглите во триаголникот, односно 34 го делиме со 3, добиваме дека поправката е околу минус 11 секунди. Аголот алфа ќе се поправи за минус 11 секунди, аголот бета за минус 11 секунди и аголот гама за минус 12 секунди. Збирот на поправките треба да биде ист со збирот на одстапувањата. Значи, сумата од поправките треба да биде еднаква со сумата од одстапувањето.
Од таа причина имаме кај последниот агол поправка од минус 12 секунди. Рековме дека поправката ќе биде рамномерна кај сите агли, затоа што се сите мерени со иста точност. Сега ги поправаме сите мерени агли. И добиваме вредност алфа прим, вредност бета прим и вредност гама прим. Збирот на поправените агли во триаголникот сега изнесува 180 степени, со што сме го задоволила основниот услов во триаголникот, односно збирот на внатрешните агли во триаголникот да изнесува 180 степени. Откако сме ги поправиле аглите, преминуваме на пресметување на непознатите страни. Рековме, за да можеме да пресметаме да ги пресметаме страните во триаголникот, најнапред треба да пресметаме константата М. Во случајот имаме позната страна А и познат агол алфа и константата М ја пресметуваме преку нив. Истата изнесува 176,78. Страната Б ќе се пресмета како М помножено со синусот аголот бета прим и изнесува 154,61. Страната С се пресметува како М помножено со синусот гама прим и изнесува 154,04. Со што веќе ги имаме сите елементи од триаголникот, односно познати 3 агли и 3 страни. Ни останува да ја направиме контролата. Вредноста на Б по косинус гама прим изнесува 75,85 плюс вредноста на С по косинус бета прим изнесува 74,69 и нивниот збир 150,54 метри е идентичен со вредноста на зададената страна, со што контролата е потврдено дека е во ред, односно дека елементите во триаголникот се правилно пресметани. Целиот пример ќе можете да го решите самостојно, за да видите дали правилно ги користите формулите. На што треба да обрнеме внимание? Рековме, имаме случај кога се измерени 3 агли со иста точност и една страна од триаголникот. Мерењето со иста точност значи дека аглите се мерени со ист инструмент, иста метода на работа, при исти услови. Познавањето на 4 елементи од триаголникот, пред да започнеме со негово решавање, покажува постоење на прекубројно мерење. Односно, за решавање на триаголник се неопходни познати 3 елементи, а ние во случајов имавме познати 4 елементи. Прекубројното мерење овозможува постапка на израмнување. Постапката на израмнување обезбедува да се пресметаат агловните отстапувања во триаголникот, да се пресметаат и поправат аглите во триаголникот, при што правиме израмнување и доведуваме
до збирот на аглите во триаголникот да изнесува 180 степени. Грешката од мерењето на аглите во ваквиот случај е подеднакво распоредена, затоа што поправката ја пресметуваме како одстапувањето поделено со бројот на аглите во триаголникот. Со тоа, грешката од мерењето на аглите е подеднакво распоредена на сите три мерени агли. Во ваков случај се обезбедува зголемување на точноста на пресметаните елементи. За да видиме дали ја совладавте денешната лекција, ќе треба да одговорите на следните прашања и да ги решите примерите. Што научивме денес? Напишете ја формулата за синусна теорема, како се контролираат мерените агли во триаголникот, од која причина настануваат агловните одстапувања, односно одстапувањето од 180 степени, како треба да се мерат аглите за да се постигне иста точност, објасни зошто во првиот случај на решавање со синусна теорема, елементите од триаголникот се одредени со поголема точност, поправи ги аглите во триаголникот ако со мерење се добиени следните резултати, значи искористете ја постапката на поправка на аглите при решавање на оваа задача. Обележи и направи разлика помеѓу првиот, вториот и третиот случај на примена на синусна теорема според мерените и бараните елементи во триаголниците. Овде се дадени 3 триаголници, кои што треба да направите обележување и да направите разлика помеѓу првиот, вториот и третиот случај во однос на мерени, познати елементи и елементите кои што ги бараме. И секако за крај, примена, односно да се реши триаголникот во кој што се зададени 3 агли и една страна наспроти една од аглите. Ако точно одговорите на овие прашања, ако ги знаете одговорите на овие прашања, значи дека лекцијата сте ја совладале во целост. Благодарам за вниманието и се гледаме наредниот час со посветен на примената на синусната теорема во вториот и третиот случај.